природните убавини на истокот недоволно се искористени во туристички цели и покрај потенцијалите за развој на руралниот, бајнскиот и планинскиот туризам со кој располага источно-планскиот регион, недоволна е понудата за сместувачки капацитети кои засега се најголем проблем за да се привлечат поголем број на туристи. Друг проблем кој го покажа истражувањата и лошата патна инфраструктура, но и слабиот интерес од страна на населението за развој на селскиот туризам, од кој може добро да се заработи, а истовремено и да се промовира регионот. Веќе се и промовирани на самата Facebook страна, на веб страната на проектот се промовирани, значи целиот регион, што источно-планскиот регион, почнувајќи од Плачковичкиот дел кај нас, Поникво-Соголскиот дел, Пехчево, Берово, Делчево, значи се што е во рамките каде што може нашиот регион да понуди можности за туризам. И веќе стигнуваме до ниво каде што откако се испитани сите институции, откако се испитани можностите за инвестирање во мали бизнис можности, да дојдеме до некој ниво за подигнување на свеста на луѓето дека туризмот е една од профитабилните гранки во економијата. Македонските туристички и угостителски работници може да го искористат искуството на колегите од Благоевградската област во Бугарија, каде планинскиот туризам, а и селскиот е далеку поразвиен. Жителите на селата во оваа област ги привлекуваат туристите со традиционални специјалитети кои им ги нудат на гостите. Ние също сме направили, разработили сме система за управление на... Ние во Благоевградската област сме фокусирани на развој на планинскиот и на селскиот туризам. Имаме систем со кој го развиваме и подигнуваме нивото на квалитет на сместување на гостите во така наречените селски куќи за гости, а секако и планинскиот туризам, главно во регионот Банско, е високо развиен и со потенцијал за ширење на сместувачките капацитети. Извршивме истражување за дополнителни форми на развој на туризмот во сите 14 општини во Благоевградската област. Денеска во Штип се одржа инфоден како дел од проектот промоција на руралниот и планинскиот туризам преку употреба на информатичко-компјутерска технологија и ИСО и метод на туристички стимул за патување меѓу Македонија и Бугарија. Проектот се реализира 10 месеци со средства од ИПА програмата за меѓугранична соработка. Проектот има цел да им го олесни пристапот на 12 туристички центри, компании по 6 од двете страни со бесплатни консултации и материјали за полесно да дојдат до сертификати.